Инволвирани од бомбите во СЈО може кривично да одговараат за предметот банки. Повеќе од една година, инспектори на финансиската полиција работат на некои од предметите од аферата банки. Според нашите сознанија, дел од предметите се предадени и на специјалното јавно обвинителство. Ова следува откако 5 години обвинителството се мислеше што да прави со предметот за аферата банки. Првата кривична пријава за Кубус заглави во ФИОКа. Сегашниот обвинител во СЈО Трајче Пеливанов првин заклучил дека нема криминал во действието од пријавата на МВР. Па обвинителката Мимоза Илик од Вишето јавно обвинителство го поучила дека донел преуранета одлука и дека истрагата мора да ја продолжи. Потоа Пеливанов наредил вештачење. Пријавувачите се убедени дека обвинителката Лидија Раичевик, која ја забрза пред истрагата, под влијание била сменета само за да не ја заврши предистражната постапка. Сега предметот го работи обвинителката Ивана Трајчева. Во кривичната пријава на над 100 страници, Бирото за јавна безбедност до обвинителството пријавило перење пари, измама и злоупотреба на службената положба и овластување. Ако системот за перење на пари затоил, затоа што директорот на банката сакал да затаи, извинете, ама тоа не смее да се случува. Претседателката на Transparency International Македонија Слагјана Тасева смета дека државата не смее да молчи и да го спонзорира криминалот во аферата банки, туку треба да го гони. Дали обвинителството нема капацитет, човечки, финансиски, каков и да е, или може би станува збор за некакви влијанија во обвинителството кои што се обидуваат да ја кочат истрагата? Мислам дека се и двете работи во прашање, и недостаток на капацитет, недостаток на волја и влијанија. Обвинителството треба да утврди кој каква улога имал во оваа афера, заедно со пријавувачите, вели Тасева. Обвинителството треба да расчисти која била улогата на секој од лицата вклучени во тој настан. Одговорните лица во банките, менаџерите во банките, банкарот со кого директно соработувале, лицата во другите банки кон кои биле упатувани трансакциите без да знаат овие. Има случаи кога се давани пари без да биде подпишан кредитот. Значи, имаме случаи кога Татабитовски бара банката да му го даде договорот за неговиот кредит. И банката му вика дека не може затоа што е доверлив. Значи, некои работи се дури абсурдни. Факт е дека на договорите стојат подписите на пријавувачите. Дали можеме ни да ги гледаме како дел од системот или изолирано? Односно, дали тие реално биле свесни што подпишуваат? Знаете што, тоа е работа на истрагата, односно тоа треба да се утврди во текот на постапката. Најважно од се е дека имаме лица кои што пријавиле настан. Тој настан има толкав капацитет да може да го загрози банкарскиот и финансискиот сектор во Република Македонија. Ние зборуваме за огромни суми на средства кои што се извлекувани од банките во интерес на поединци. Таа додава дека во дел од трансакциите директно е оштетена државата и дека исходот од истрагата ќе влезе во меѓународните извештаи за напредокот на државата во борбата со корупцијата. Оштетена ли е државата во овој случај? Апсолутно да. Има многу ситуации во кои што се давани кредити за одредени намени за кои што требало да се платат давачки кон државата и тие не се платени. И тоа беше еден од нашите аргументи. Ако ништо друго, тогаш барем видете со колку е оштетена државата поради неплатени даноци. Во одговорот кој Комерцијална банка го достави за аферата банки, потенцира дека секаде банката постапувала законски, но иако уште од самиот почеток побаравме интервју и конкретни одговори на прашањата, таков одговор не добивме. Директорот на Комерцијална банка Хари Костов во неофицијален телефонски разговор на одите на пријавувачите ги нарече глупости и конструкции и дека за секој денар има кредитно барање, договори и кредитна анализа. Пријавувачите на аферата банки формираа здружение на граѓани, наречено Кордон. Уверени се дека со предистрагата на финансиската полиција и специјалното јавно обвинителство, правдата ќе излезе на видели.